Локалната самоуправа на Велес почна постапка за формирање на нова индустријска зона. Според предлог одлуката за донесување детален урбанистички план, предвидено е индустријската зона да се наоѓа зад топилницата покрај патот кој води кон складот на шумското стопанство Бабуна. Во предвидената локација ќе се вметнати веќе постоечките објекти. Деталниот план кој го изработил општината предвидува индустријската зона кај топилница да има површина од над 20 хектари. Се планира во неа да работат производствени капацитети со лесна и незагадувачка индустрија. Парцелите кои ќе се формираат имаат различна големина. Во индустријската зона ќе се вметне и веќе постоечката инфраструктура како улици, електромрежата, водоводните системи и други телекомуникацијски мрежи. Од локалната самоуправа велат дека според планската документација не се предвидува уништување на шумскиот појас покрај топилницата. Инаку предлог одлуката за деталниот урбанистички план во кој се предвидува нова индустријска зона треба да го одобри општинскиот совет. Оваа планска документација пред советниците ќе се најде на седницата во вторник. Драстично се намалува бројот на заболени од туберкулоза, така покажуваат информациите на диспансерот за градни болести во Велес, кој ги опфаќа и пациентите од Неготино, Кавадарци, Свети Никола и Демиркапија. Во минатата 2015 година овде се лекувале само 4 лица. Најмладиот бебе на 6-месечна возраст кој е туберкулоза добило од мајката, а невозрастниот на 75 години. Еден беше белодробна и 3 вонбелодробни туберкулози. Во прво тромесечие, кое што се уште не е завршено, во Велес имаме 6 ново заболени лица, од кои се 5 белодробни и 1 вонбелодробна туберкулоза до сега. Статистиките покажуваат дека во последниве 10 години бројката на заболени од туберкулоза се намалува, затоа и глобалниот фонд кој го обезбедува лекувањето на пациентите заминува од државата. Македонија веќе ја вбројуваат во земјите со средно развиен стандард и многу намален број на новозаболени луѓе. И затоа сметаат дека се веќе непотребни овдека. Нивната акција ќе ја превземе понатаму Министерството за здравство. Навремено лекување на заболените случаи, но и контрола на лицата кои имале најмногу контакти со нив. Ова се двата најважни фактори за борба против туберкулозата. Туберкулозата е болест, социјална болест, хронична инфективна болест која што се лекува и се излекува во целост и потребни се, колку што е можно понавремено пронаоѓање на новозаболените случаеви и лекување на истите, како и контрола и пронаоѓањето на контактите. Контактите, тоа се оние лица кои што се во првиот круг околу нив, кои што најмногу од денот поминуваат со нив. Здружени во борба против туберкулозата, ова е мотото под кое се одбележува 24 март, светскиот ден за борба против оваа болест. Старицата од Калкута е насловот на новата представа на Велешкиот театар. Представата е работена по текст на израелскиот автор Хано Клевин, а ја режира Софија Ристевска-Петрушева. Старицата од Калкута ја опишува измореността на модерниот човек. Со оваа представа се обидуваме да повикаме и да кажеме дека денесниот човек на 21. век, мислејќи дека е многу поврзан, мислејќи дека е многу во контакт со целиот свет преку глобализацијата, всушност е многу осамен и всушност има потреба од реален социјален контакт. Представата жанровски е комедија, но таа всушност ликовите ги представува како карикатури создадени од секојдневни настани. Текстот ја опишува и осаменоста на луѓето оптоварени од обврските на модерното време. Успеавме да направиме една представа која по моје мислење е апсолутна гротеска. Иако навидум се тоа секојдневни ситуации во кои обичниот гледач многу лесно ќе се препознае, ќе се идентификува, сепак тој се занимава со осаменоста на современиот човек во современиот свет, со неможноста да оствари комуникација со себе си и со другите. Во представата настапуваат 7 актери, но истовремено прикажуваат повеќемина ликови. Тие не се разликуваат според полот ниту возраста. Актерите велат дека представата бара брза игра и добра физичка подготвеност. Оваа представа дефинитивно ќе ја паметам долго време, овој процес, бидејќи ме стави мене како
актерка во една позиција каде што треба многу да размислувам и да бидам креативна. Старицата од Калкута е представа која изобилува со музичка поддршка и светлосни ефекти. Тие всушност се критиките во представата. Се обидовме да задржиме современиот тек на визуелното доживување на сценографијата, со оглед на тоа што и современите проблеми се застапени во самиот текст на представата. Тоа се потрудивме визуелно да го постигнеме. Старицата од Калкута премиерно ќе се одигра во недела, првата реприза е во вторник, инаку представата е прва од годинешниот репертоар на Велешкиот театар. Промовирана книгата Мојот Велес од авторот Никифор Смилевски. Во неа може да се најдат многу факти и презданија за најзнаменитите личности и градби во Велес. Во книгата се опишува и менталитетот на жителите на ова поднебје. Според авторот, делото може да им послужи на идните генерации како појдовна точка при истражувачките активности за градот. Сите оние велеши што сакаат да истражуваат у Велес. Тука освен мислам овие истакнати луѓе што се нешто пишеов и за менталитетот на велешани, па дури и за велешката чалгија. Сепак и тоа не е многу добар афирматор за самиот град. Текстови за Рацин, Коле Неделковски, Хаджи Косте, првиот фотограф во Македонија, браќата Петковиќ од Башино село, првите дипломати кои служат во Русија, делови посветени на црквите и манастирите, сето ова се содржи во книгата. Промоторот Марко Китевски вели дека таа е значаен придонес во историска гледна точка, затоа што содржи досега необјавени информации. Со оваа книга продолжува со тие истражувања и овие книги представуваат значаен прилог кон пишувањето на историјата на овој град. Никифор Смилевски на Велес му се одолжи со повеќе изданија и тие донесуваат ретки содржини што во другите истражувања не може да се најдат. Многобројните контакти со граѓаните, преданието од постарите лица, читањето на историски книги се најголем извор на информации преку кој авторот Смилевски правил комплетна слика за одредени настани личности. Нон-стоп со читање и со луѓето што знаат и што ги интересирало и сум добил вака доста интересни податоци. Посебно ми беше интересно за овие за собирањето на песните, затоа што имаме луѓе што се живи што ги знаат дека луѓе, меѓутоа и други од колено на колено што се пренесуваат. Делото Мојот Велес е 9-та книга од творечкиот опус на Никифор Смилевски.